Европа нема да дозволи Македонија да стане жртва од бегалската криза. Ова вчера го нагласи холандскиот министер за надворешни работи Берт Кундурас при посетата на кампот во Гевгелија, од каде потоа замина средба со грчките власти на тема бегалци и мигранти. Во текот на вчерашниот ден тој имаше средба и со македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски, каде една од главните теми беше токму бегалската криза, како и заеднички изнаоѓање на решение прифатливо за сите. Ние секогаш ќе ја поддржуваме македонската влада преку Европската унија за успешно да се справиме со оваа криза. Истовремено сакам да истакнам дека сите 28 членки на унијата ќе работиме со Македонија за креирање можности за решенија. Вечерва заминувам за Греција, каде ќе биде дискутирано за поуспешно прифаќање и паралелно исправување со Турција и бранот кој пристигнува од таму. Вчера на јужната граница беше и министерот за одбрана Јулевски. Најави пристигнување на 350 нови полициски службеници од европските земји, но не и странски армиски службеници. Потенцираше дека се прават сигурни стратегии за успешно справување со економските мигранти кои на секаков начин сакаат да влезат во Македонија, да транзитираат кон западноевропските земји. Од почетокот на годинава регистрирани се околу 35.000 илегални премини на нашата јужна граница. Веќе како армија ние разработуваме различни сценарии како се постапува по тие сценарии. Армијата на Република Македонија е подготвена за сите предизвици што се пред нас. Се разбира, за да се реши оваа мигрантска криза, потребно е да се направи сеопфатна стратегија која што ќе ја опфаќа цела Европска унија, меѓутоа и земјите од Балканот. Од МВР потврдуваат одлуката за биометриско регистрирање на бегалците при последната посета во кампот на државната секретарка на МВР, која потенцираше дека Фронтекс се уште го нема на јужната граница од грчка страна. Најавени биле европски сили кои ќе го контролираат влезот и спречувањето на легалните премини, но Македонија и понатаму останува незаштитена. Она што Република Македонија во моментов го менаџира на јужната граница со Грција е само менаџирање и успешно справување и регулирање на влезот во Европска унија на овие лица, поради тоа што голем број од овие лица кои што доаѓаат на нашата гранична линија се лица кои што се со фалсификувани документи и се економски мигранти. А бегалци како и вчера, така и денес пристигнуваа во транзитниот центар кај Гевгелија, од каде со воз го следат патот кон нивната најпосакувана дестинација Германија.